Затворот во Идризово му е втор дом, во него поминал 31 година, или речиси половина од својот животен век. 68 годишниот Драги Јованов, познат како Джината, веќе 3 години е на слобода, а деновиве седна на клупата за обвинети, но само како посетител на судот. Кражбите и тепачките се дел од неговото досие. За себе пред камерата на Ирис вели дека имал над 60 судски пресуди, а проблемите му почнале од 13 годишна возраст, кога бил испратен во дом. Пошто има покив, татко многу ме тепаше и ја бегав од дома, за да ме поправат Божу таму, да ме воспитат у Скопје. Јас станав најголемиот багабонт у градот овдејка во Штип. Ја не знаев ништо е кражба, не знаев ништо е од бркање од џеп. Таму ме научија седе. И кога дојдев тука после 3 години, станав најголемиот проблем, најголемиот лопов што се вика. Краде се што ми падне до рака. А највише голуби. Пошто сум страстен голубар и крадев голуби. За голуби ме осудија днешка 5 години и 1 месец за 2 голуба. Јованов загубил речиси се во животот, поради неговото досие никој не сакал да го вработи. Го загубил и станот, па сега живее заедно со уште 10 лица во Центарот за бездомници во Мирјанина црква во Штип. Кажувам на цела младина да не тргне по мој пат. Никад во живот. Тоа е најлошо. 31 година младост изгубија. Што да кажам друго, тоа е. Нека ме чуе младината и никад в живот да не пипне нешто. Нека учи, нека работи. Со тоа се ќе постигне. Со кражби само може да изгубе живот. Рекордер е во одслужување на затворски казни, ги знае сите суди и обвинители. За помладите суди случајот на Јованов е пример каков е системот што го има земјава во делот на ресоциализацијата на осудениците. Бележани од заедницата тешко наоѓаат вработување и се адаптираат во системот, затоа и се враќаат за решетки. Лично сметам дека системот, односно државата, треба да изнајде начин со измена на законите, со реформи во тој дел, да изнајде посебен пристап во казно-поправните домови, затворите, за ресоциализација на овие осудени лица како повратници, како би се постигнала целта на казнувањето. Подотоците од невладиниот сектор покажуваат дека околу 60 од осудениците ги повторуваат делата и се враќаат во затворите, а како причини се наведува малиот број на воспитувачи и психолози, како и поддршката кога излегуваат од овие институции.